Започнаа подготовките за одбележување на празникот Богојавление Водици и потопување на честниот крст во водите на Кочанска река. Во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, како и секоја година, ќе се читаат царските часови. На водокрст е пост и ќе се служи света божествена литургија, а на самиот празник Водици ќе се служи света литургија. По литургијата со свечена литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува светиот крст во водите на Кочанска река. Пријавувањето започнува в петок, а може да учествуваат сите полнолетни лица кои се крстени и треба да ја знаат на памет молитвата Оче наш, услов што се воведе ланската година. Доколку не ја знаат таа најглавна и како да кажеме, суштинска молитва, навистина не може да се наречат православни, бидејќи сепак православието учи дека центар на православниот живот е причеста, молитвата, покајанието, исповедта, додека таквите традиции се второстепени, не дека не се потребни, но се второстепени. Па така апелираме, односно тоа е како услов, сите они што ќе сакаат да се пријават, да скокаат во водите на Кочанската река, да знаат и молитвата Оче наш. Значи кога ќе тоа да се пријават, со себе да ги понесат своите крстелни свидетелства и личните карти. Традиционално на самиот светчин на потопување на крстот во водите присуствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. Се очекува и оваа година тој да чиноначалствува со овој чин, но засега немаме добиено потврдна информација. Од Кочанскиот храм апелираат чинот на потопување на светиот крст да се свати сериозно, за да добија христијанска димензија, како и да се пристапи молитвено, а не да биде во духот на спортот или момчињата да се пријавуваат од материјални причини. Оној пак што ќе го фати крстот, со него да се однесува достоинствено до Даварсовски, кој упати апел и до сите верници да присуствуваат и на божествената литургија, што ќе се отслужи непосредно пред чинот на потопување.